Македонска каменица чекори напред со силен развоен интензитет. Десетици реализирани проекти веќе го менуваат изгледот на градот и го подобруваат секојдневието на граѓаните. Во патната инфраструктура ги завршивме локалниот пат Моштица Косевица со крак до Горанско мало, патот до Папурица во село Костиндол, рехабилитација на ударни дупки, изградба на потпорен зид и пропусти на пат кон село Цера. Таму населението добро знае дека дел од патот кој што ја врзува Македонска каменица со село Цера се уруши, така да направивме санација во најбрз можен рок. Во тек се поврзување на село Саса со село Цера, подготовки за асфалтирање на пат до Гребенско мало, исто така во село Цера, изградба на пешачка патека од населеното место до Павлич дол, некаде во должина од километар и пол. Се уредува ново детско игралиште, бројни јавни површини, модерно улично осветлување, тротоари, сообраќајна сигнализација и реконструиран здравствен дом. Планираме реконструкција на здравствениот дом, каде се одвоени значителни средства. Таа инвестиција ќе биде заеднички со рудник Саса. Тие одвојуваат 6 милиони денари, општина Македонска каменица во сопствениот буџет планира 22 милиони денари. Замена на кров на енергетски ефикасна фасада во градинката. Тоа е проект кој што е аплициран преку Источно-плански регион, како и реконструкција на теретаната во куќата на спортот. За прв пат, нагласи градоначалничката Стаменкова, ќе се набави и ново возило за територијалната противпожарна единица. За територијалната противпожарна единица набавивме современа опрема од Дрегер. Можам да се пофалам и да кажам дека сме една од ретките територијално противпожарни единици кои што се опремени со овој вид на дрегери. Во тек е набавка на ново противпожарно возило. За прв пат во историјата на нашата територијална противпожарна единица ќе се набавува ново противпожарно возило. Паралелно се реализираат проекти за енергетска ефикасност, детски забавен парк и поддршка на културниот живот. Веќе сме во подготовка на денот на диаспората, каменичко културно лето и бабина баница, која што на барање на пензионерите, заради тоа што беше планирана во месец јули, се одложи за месец септември, за да се избегнат горештините. Пред нас има уште многу работа, ќе продолжиме одговорно посветено со јасна цел. Македонска каменица да биде уште подобро место за живење.